Ние ќе продолжиме со нашата тема, чашата на спасението. Секоја сабота ќе повторам некои работи, пред да преминеме на новото. И за таа цел прво да отвориме повторно во 116-тиот псалм, да ги прочитаме 12-тиот и 13-тиот стих, уште еднаш. 116-ти псалм, 12 и 13 стих. Добро, ти го имаш стариот превод за тоа така. Да, во ред. Бидејќи ние одамна тој превод не го користиме како стандарден, затоа и немаме потреба секојаш да објаснуваме што каде се наоѓа. Проблемот е што разликите се големи во тој поглед, кај псалмите и во ред. Во ред. Значи, не, во ред. Во ред имаат право луѓето да бараат објаснување. Не секогаш може човек да се снајде сам или сама, особено кога е проповед и кога нема многу време за чекање, кога треба да се прочита текстот и времето брзо поминува. Дори досега, значи, ова е третата проповед поред, досега не ми беше споменат овој проблем, дека некој не успевал да го најде текстот. Но еве и благодарам на Ленче што го посочи проблемот во стариот превод. Што да му дадам на Господа за сите негови добрини што ми ги направи мене? Ќе ја земам чашата на спасението и името на Господа ќе го повикам. Да повториме некои важни мисли. Според псалмистот Давид, она што најдобро можеме да го направиме за да му возвратиме на Господа за неговата милост е всушност да го примиме неговиот најголем дар, спасението. Да бидеме послушни. Покорноста е подобра од жртва. Тоа беше исто така пораката од минатата сабота. Да исполнуваме Божијата волја. Исус ке рече, кога еден грешник се кае на оваа земја, таква е радоста, толку е голема радоста, значи, на небесата, за еден грешник кој што се кае, отколку за 99 кои што немаат потреба од покаяние. Значи, нешто најмногу се радува небото, не за некој големо дело, или за некој голем дар, или голема жртва, што тукашниве грешници може да ја направат, туку кога грешникот ќе се покае за своето лошо дело, за својот греф. Самото покаяние не е некое наше дело, без Светиот Дух ние не можеме да се покаеме искрено и правилно. Самото покаяние наше е Божјо дело во нас. Апостол Павле што пише во Римјаните таму, 2.4, или ја презираш Божијата добрина и милост кои што те водат кон покаяние. Значи, покаянието е повторно Божјо дело, не е некое наше дело. Тоа е Божја благодат, која што оној што се кае ја прифатил, па се кае.
па плаче, па бара прошка и така натаму. Значи, повторно, прифаќаме нешто од Господа. Небото повеќе се радува за нешто што ние го прифаќаме од Бога, отколку што ние можеме да му дадеме на Бога. Бидејќи можеме ли ние да му дадеме нешто на Бога, а што тоа не било негово? Постои ли нешто што можеме да му дадеме на Бога, а што не е негово? Па добро, може да речеме, пример, парите не се негови, ги измислие грешници на оваа земја, меѓутоа парите се безвредни за него. Значи, сето оно што е безвредно на оваа земја. Но оно што вреди, од сето оно што вреди, па дори најубавите говеда, овци, како што рече Саул, најквалитетниот добиток на амаличаните, досочувавме за жртва на Господа. Сето оно што вреди, што може да вреди е Господово. Целата планета е Господова и се што живее на неа, кажува псалмистот. Споменавме исто така минатиот пат дека кога го дава својот син, Еремијаните 8 глава, тие беа изборовите што Истеван Бодони ги апострофираше. Кога го дава својот син за светот, за човештвото, особено за избраните, за спасените. Апостол Павле вели, преку него, преку Христа, Господ ни дал колку? Ни дал се. Затоа што Христос е бесконечен дар. Непроценлив дар. Да се подсетиме на псалмистот повторно од 23-тиот псалм, од првата сабота. Кога Господ ја полни чашата на благословот, колку многу ја полни? Оно што доаѓа од Него, оно што Тој го дава, колку многу ја полни? Довр. Тоа е точниот одговор. Точниот одговор е тогаш кога чашата се прелева. Значи, повеќе од врв, Васе, повеќе од врв. Треба да се прелие. Да се подсетиме на тие зборови, бидејќи се убави, да ги прочитаме уште еднаш во 23-тиот псалм. Верувам дека во стариот превод е истиот. Или не? Да не е таму 22-ти псалм. Петиот стих. Си приготвил пред мене трпеза пред очите на непријателите мои. Си ја помазал главата моја со миризливо масло и чашата моја се прелева. Зошто се прелева? Сте видели ли, еве, усредно да го повторам тоа прашање, сте били ли во ситуација, може би Дац знае да одговори, сте били ли во ситуација да видите како некој сака да ви тура чаша и да не пази колку тура, да прелее? Сте видели, сте били во таква ситуација? Сонја, ти си бил? Да, ја знам дека може би ти ке знаеш. Значи, оној кој што тура премногу и не пази, не е затоа што е невнимателен, туку зошто? Што покажува со тоа? Значи, преголема љубов, радост за гостите, за пријателите, со други зборови, како да сака да ви даде се, како да сака целото шише да го собере во таа чаша. Сега не зборуваме за содржината на чашата. Зборуваме за чашата на спасението, во преносен смисол. Самиот Христос зборува за добра набиена мерка на Светиот Дух, кој што Господ го дава на своите деца. Се сеќавате на тој стих? Што значи тоа? Се сеќавате на еден друг стих во Новиот Завет. Господ го дава својот дух без мерка. Има и едни такви зборови.
да не ги бараме да ги читаме сега тие стихови. Може би ќе се навратиме на нив следните 2 саботи. Пред последната проповед, третата, значи, наредна со самата света вечера. Но за денес имавме една домашна задача. Се сеќавате? Добро. Што во врска со витезда? Ајде да отвориме сега прва таму и да се подсетиме каде се наоѓа извештајот за Христовото излекување во витезда. Библиско прашање. Знае некој? Каде се наоѓа извештајот за витезда? Се сеќавате? Да, Борче и компјутерот не се важат. Витезда се наоѓа во Евангелието, во кој Евангелие како прво? Кој Евангелие зборува за? Само едно Евангелие зборува за тој настан. Не го повторуваат повеќе евангелисти. Значи, уникатен настан за само едно Евангелие. Кој Евангелие зборува за витезда? Се сеќавате? Никој не се сеќава. Добро. Ке отвориме во Јован 5 глава. Евангелие според Јован 5 глава. Ако имате со себе Библија, отворете таму, бидејќи е пожелно да гледате во текстот. Евангелие според Јован 5 глава. Потоа имаше еден празник јудејски и се искачи Исус во Ерусалим. А во Ерусалим, кај овчата порта, има бања, по еврејски наречена Витезда, со 5 тремови, поточно наречена Бет Зата. Со 5 тремови. Во нив лежа мнозина болни, слепи, куци, исушени, значи луѓе со разни болести, неизлечени се разбира, кои очекува да се раздвижи водата. Што очекувале? Постоело едно верување, кое што и апостол Јован го наведува така, како верување, зашто од време на време во бањата слегувал ангел Господов и ја раздвижуваше водата, и кој прв ќе влезеше во бањата по придвижувањето на водата, оздравуваше од било каква болест и да боледуваше. Сте слушале и денес постојат разни гласови дека таму, на тоа место, на таа чешма, во тој манастир и така натаму постои исцеление од разни болести. На такви извештаи треба да реагираме како Исус, што реагирал во врска со ова верување. Како реагирал Исус во врска со придвижувањето на водата? Едноставно, комплетно го игнорирал тој случај. Ниту го напаѓал, ниту го критикувал, не е мудро да критикуваме нешто на што луѓето се радуваат и имаат надеж. Но ако не е вистина, не треба значи ни да го фалиме, ни да го едноставно игнорирај. Како реагира Исус? Имаше таму еден човек кој боледуваше 38 години. Го знаеме случајот. Кога Исус го виде како лежи
знаејќи дека многу години боледува, му рече, сакаш ли да оздравиш? Сме зборували на оваа тема, зашто Христос поставува прашања. Зашто баш вакво прашање? Сакаш ли да оздравиш? Знаете, многу луѓе знаат да речат, сакам да оздравам, а всушност не сакам. Зашто е тоа така? Ќе зборуваме повторно друг пат некојаш, може би во некоја здравствена тема. Да не одземаме сега време да скренеме во тој правец. Но кога Христос прашува, сакаш ли да оздравиш? Тој сака да го види копнежот на душата, сака да види дека на вистина ја имате таа желба. Сака таа желба да ја искажете со зборови. Ама ке речеме Господ, па зарем Господ не знае што ни е во срцето. Па ако добро, еве знае. Зошто сака да се молиме? Зошто сака да клекнеме на колена? Зошто сака ние да го кажеме тоа? Зошто тоа е нешто што треба да излезе од нас? Иако тој знае. Како што самиот рекол, уште пред да се помолиме знае што ни е потребно. Но тој сака ние тоа да го искажеме. Ние тоа да го побараме. Сака да види исто така од наша страна, од нашето срце, да излезе искрена таква желба и молитва. Што одговара болниот? Да, Господи! Се разбира. Болниот мисли на само една работа. Како да оздрави. И сега го кажува проблемот. Што бил проблемот? Да, Господи, само немам човек што ќе ме спусти во бањата, кога ќе се раздвижи водата. Додека јас да дојдам, друг слегува пред мене. Со други зборови, да, Господи, само нема кој да ме однесе на лекар. Да, Господи, само не сум здравствено осигуран. Да, Господи, меѓутоа, еве, еден куп проблеми и ситуации кои што ме спречуваат да се лечам. Или нема кој да плати за мене на операција и така натаму. Или треба да соберам толку и толку пари. Исус ги игнорира сите овие проблеми. Дури верувањето за наводното чудо што се случувало во бањата. Зошто? Бидејќи тој самиот е вистинскиот извор кај што треба да се обратиме. Тој е вистинскиот лекар кој што исцелува комплетно дух, душа и тело. Тој е вистинското решение и не треба нашиот поглед да го вртиме на друга страна. Затоа Исус го игнорира овој одговор. Што е битно дали имало или немало човек што ќе те спушти во бањата кога водата ќе се придвижи. Значи тоа е небитен проблем. Битно е да го слушнеш Божиот глас, кој што знае не само да излечи, туку е способен од мртов да те воскресне, жив да те направи. Исус веднаш директно му вели, стани, земи ја постелката своја и оди си. Значи, што туку се пожелил, нема кој да ме спушти во водата, Исус го игнорира тоа и директно му заповеда. Стани, земи ја постелката своја и оди си. Видите колку ненадејно се случува ова. Човекот послушал. Неговиот ум не е останал да се занимава со проблемот. Нема кој да ме спушти. Нема кој да плати за мене. И така натаму. Не е останал на својот човечки проблем. Осетил дека Христовата заповед го насочува
да го бара решението и да го најде на друго место, на друга страна. Стани, земи ја послаката своја и оди си. Интересно е што овој човек не реагирал повторно на поинаков начин. Ама како да станам? Па не можем да како да станам. Не гледаме некоја таква вообичаена човечка реакција, која што е мотивирана од страф, од неизвестност, од недоверба, од сомнеш. Туку гледаме нешто сосем спротивно, што е зачудувачки. И веднаш оздраве човекот, ја зеде послаката своја и одеше. И тоа се случило во саботен ден. Како се случило ова оздравување? На волку прост начин. Ама кога е Господовата сила во прашање. Кога е Господовата сила во прашање, тогаш се решава просто. Без проблеми, без компликации. Кога е Господ присутен, тогаш се е едноставно и во вашите домови, и во вашите семејства, и во вашите финанси, и во вашите бракови. А кога Господ е одсутен, тогаш ќе напишете, или не мора да напишете, но тоа е факт, дека во вашите семејства, во вашите бракови, во вашите домови, ситуацијата е комплицирана. It's complicated. Но кога Господ е присутен, се едноставно се решава. Нема потреба некој да ве спушта во бањата. Нема потреба некој да плаќа за некоја скапа операција. Нема потреба некој да плаќа за скапи лекови. Или да ве однесе ваму или онаму. Прашањето е, дали е Господ присутен? Ако не е, зошто не е присутен? И многу поважното прашање е, дали сакаме да биде присутен? Дали го сакаме Господовиот дар повеќе од она што веќе сме го добиле? Или си се задоволивме само со тоа што веќе го примивме од Него и повеќе многу не сакаме поголемо Негово присуство во нашиот живот? Се задоволивме можеби со чаша која што е полна до врвот, а некој се задоволил можеби со 3/4, со половина, а не сакаме да се прелева. Го сакаме Светиот Дух, ама не го сакаме без мерка. Не го сакаме во преголема количина. Го сакаме Божиот благослов, но не го сакаме целосно. Како да се плашиме Господ да биде премногу присутен во нашиот живот. Затоа што го сакаме Господа, ама сакаме и нешто друго. А ако Господ е целосно присутен, тогаш тоа другото ќе лета, ќе изгори, ќе испари, како утринска роса. Господ сака човештвото да го прими целиот Негов дар. А тоа значи, Господ сака да го примиме целиот Христос. Не само половина. Со Христовата жртва сме го примиле овој живот, целото човештво. Целото човештво го должи овој живот на Христовата жртва на крстот. Меѓутоа, тоа не е целиот дар. Значи, сите луѓе го примиле тоа, затоа што никој не ги прашувал пред да се родат, дали сакаат да бидат родат. Да имало и за тоа избор, и тој избор немаше сите да го примат. Но сега за вечниот живот, значи целиот дар, не само за овој, сите не го бираат, сите не го прифаќаат, сите не го примаат. Која е единствената причина зошто мнозина ќе бидат загубени?
Иако Господовата смрт платила за гревовите на секој човек. Која ќе биде причината зашто сите нема да бидат спасени? Иако Христовата жртва платила за секој човек. Значи, ако некој тука ви купи на сите вам, да речеме, Цеце ако ни купи авионски карти за сите да отидеме на Флорида, дали тоа значи дека сите стварно ќе се најдеме таму? Дали тоа гаранција дека сите ќе отидеме таму? Не. Вие може да примете картата, може да примете докази, документи за обезбедени пансиони и така натаму. Тоа не е гаранција дека навистина и ќе отидете таму. Можете фино, убаво да си останете тука во Скопје. Во нас, во ред, и тоа не значи дека таму и ќе отидете. Така и Христос се платил, се обезбедил, Христос се дал, значи Христос го дал вечниот живот на целото човештво, но сите не го прифаќаат. Зато и се постави прашањето. Значи, две прашања беа во домашната задача. Го прочитавме извештајот. Како гласи првото прашање? Првото прашање гласи: кога Господ ја дал силата, способноста, болниот да стане, да ја земе својата постелка и да оди? Кога ја дал Господ таа сила? Тогаш кога Исус заповедал или тогаш кога болниот поверувал? Точниот одговор е тогаш кога Господ заповедал. Тогаш ја дава силата. Прашањето е кога Господ ја дава силата. Тоа е второто прашање. Првото прашање е кога Господ ја дава силата за исцеление, за оздравување. Тогаш кога заповедал или тогаш кога болниот поверувал? Ајде да го слушате второто прашање. Па ја ништо не кажав. Нема што да се слагаш, да не слагаш. Ја не го кажав одговорот. Го кажав да сега одговорот? Не го кажав. Јас само го поставив прашањето. Ево го второто прашање. Значи, првото прашање кој беше? Првото прашање е кога Господ ја дал силата. И ги имаме тие две опции. Како можни одговори. Второто прашање е кога болниот ја примил силата. Значи, кога поверувал е одговор на второто прашање. Значи, Господ дава, Господ дал сонце денес. Не значи дека тие зраци ќе допрат до вас ако цел ден сте во некоја затворена просторија. А на Фейсбук. Добро. Се едно, може и во подрум. Може и во подрум. Господ дал ова сонце за сите луѓе. Дали нас ќе не види денес сонце или нема да не види, зависи од нас. Духот пророк што има една убава реченица, која што вика: неговите повелби, така би ја превел јас, значи, кога Господ нешто заповеда, истовремено те оспособува. Тогаш кога Господ заповеда, тогаш ја дава и силата која што те оспособува тоа да го направиш. Да, кога ќе каже и бидува, да. Меѓутоа, ние треба да веруваме за да ја примиме таа сила. Значи, има разни невидливи бранови, што не ги гледаме, но дали ќе ги примиме, зависи дали ќе вклучиме апарат. Така? Но тие постојат. Тие се веќе дадени.
Има една друга убава реченица од Елена Вајт исто, дека Господ ја дал својата благодат како воздухот што ја обкружува целата планета. Значи, Божјата благодат е како воздухот, атмосферата што ја обкружува целата планета. Дали фактот што Господ дал воздух и кислород само по себе значи дека ние можеме да живееме. Значи, меѓутоа, за да има фајде од тој воздух, што треба да се случи? За да има ние фајде од тој воздух што ме обкружува, што е многу близко и до нашиот нос, до нашето лице, што треба да се случи? Треба да вдишеме. А тоа е пак наше. Ние дишеме со нашата волја. Не дишеме автоматски. Како што срцето пумпа автоматски. Камо... Замислете тоа да зависело од нашата волја. Господ направил многу функции во нашиот организам да не зависат од нашата волја, бидејќи ако зависеле, тешко и нашиот опстанок. Но има работи кои што зависат од нашата волја, тоа е дишењето. И тоа е многу битно. Побитно од јадење и пиење, нели? Колку долго можете без храна, без вода, а колку без воздух? Би сакал за денес да завршам со зборовите од Евангелието според Јован на почетокот првата глава. Првите 5 стиха, кои што велат: во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Словото беше Бог. Тоа во почетокот беше во Бога. Се стана преку Него, и без Него ништо не стана од сето оно што постана. Во Него беше животот, и животот им беше светлина на луѓето. Светлината засвети во темнината, и темнината не ја опфати. Дали ја сакаме чашата на спасението? Че пораката од денешната проповед е, сигурно ја сакаме. Секој еден кој што е денес тука, и не само денес, секој еден кој што решил да доаѓа в црква, е најверојатно барем малку заинтересиран за своето спасение, нели? Дали денес би биле тука ако воопшто не сте заинтересирани за вашето спасение? Ама воопшто. Јас мислам дека не би биле. Ние секако го сакаме Божиот благослов. Секако го сакаме вечниот живот. Сме примиле многу што од Неговата милост. Прашањето е, дали сакаме да го примиме целиот дар? Дали сакаме да примиме се од она што Господ ни дал, а ни дал се? Дали сакаме се или дали го сакаме целото Господово присуство, Светиот Дух без мерка, или го сакаме со некоја доза само? Не премногу присутен, не премногу силен во нашиот живот. Да размислуваме за овие зборови, и ако даде Господ живот и здравие, продолжуваме ќе продолжиме и нареден пат следните 3 проповеди до Света вечера.